Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе го проследите сето она што е предвидено како содржина и обработка на тема во ова ново издание. Денеска на она што беше актуелно пред 7-8 дена, а тоа е за прв пат во македонското здравство, е вграден стимулатор на нервот вагус, терапија за најтешка форма на епилепсија. Тоа беше една, како да кажам, една причина за да денес во студиото со мене е доктор Иван Барбов, директорот на неврологија. Инаку пред да го започнам разговорот со мојот денешен соговорник, само накусот да кажам неколку реченици. Значи, Министерството за здравство информираше дека на клиниката за неврохирургија, заедно со тим лекари од клиниката за неврологија, кај 36 годишна пациентка е успешно вграден стимулатор на нервот вагус. Оваа хируршка метода, како што кажав и на почетокот, за прв пат се поведува кај нас како редовна терапија за пациенти со најтешка форма на епилепсија, која тешко се контролира со лекови. Како што кажав, за таа цел веќе со мене во студиото е доктор Иван Барбов, специјалист невролог и директор на клиниката за неврологија. Добре дојдовте и ви благодарам што дојдовте време да бидете денес дел од ваш термин, за да го информираме сето ова што се случи за прв пат кај нас, а на ваша иницијатива. Па да објасните нешто повеќе. Да ви се заблагодарам за поканата, да бидам гостин во вашата емисија и да ги поздравам гледачите на вашата емисија. И овде сме со цел, нели, да кажеме нешто повеќе за оваа метода, која прв пат се направи во Македонија, метода за лекување на рефракторна епилепсија, односно епилепсија која не реагира на лекови. Инаку, како и секој друг проект, и овој проект, значи, долго време се спремаше додека не дојде неговата завршница. Значи, некаде пред прилика 2,5 години, тогашните директори на Фондот за здравство ме побараа за да праша дали ова метода може да се прави во Македонија, бидејќи претходно неколку такви интервенции беа направени во болниците во другите земји, во странство, што бараше, нели, конзилијарно мислење од клиниката за неврологија за лекување во странство. Тогаш ние се согласивме дека ќе биде многу поевтино ова метода да се направи во Македонија, бидејќи имаме голем број на пациенти со рефракторна епилепсија и така почна ова приказна која на крајот успешно заврши. Значи, во договор со фондот се обезбедија средства на клиниката за неврологија, ние распишавме тендер за набавка на оваа опрема, а во исто време направивме едукација на двајца лекари кои работат со пациенти со епилепсија, за да може, нели, понатаму да ги следат пациентите, така да речи се едно 2,5 годишна работа на сето ова, набавка на материјал, едукација, вроди со плод, односно пред 7-8 дена на клиниката за неврохирургија за прв пат се вгради стимулатор на нервус вагус. А тоа се направи првиот ден за тројца пациенти, кој веќе е имплантиран вагусниот стимулатор, и ние во набавката што направивме уште минатата година, значи ја имавме опремата, меѓутоа заради ковид ова се одложи за ова година, имаме, значи, апаратура стимулатори за уште двајца пациенти, се надеваме дека во август месец ќе биде и кај нив имплантиран, така да вкупно во Македонија за кратко време ќе имаме 5 пациенти кои ќе се лекуваат со оваа метода. Така, кој се беше вклучен во оперативниот запад, односно во вградувањето на стимулаторот за нервус вагус? Значи, бидејќи тоа е хируршка интервенција, мора подкожно стимулаторот да се вклучи. Тука беше, нели, сето тоа организираше министерот за здравство господин Венко Филипче, на клиниката за неврохирургија под раководство, нели, на директорот Владимир Рендевски, беа тука исто колегите од клиниката за неврологија Бојан Бошковски и професор Емилија Цветковска, и бидејќи ова метода прв пат се прави, имаше гости, неврохирург од Белград, која има искуство во вградување на овој стимулатор, и на тој начин се направи фактички една едукација на лекарите од клиниката за неврохирургија, за понатаму да може и сами да го тоа работат. Тоа беше професорот Бакчевановиќ од Белград. Така. Практично што би значило сега ова за пациентите во понатамошниот тек на животот со проблемот епилепсија? Што би значило, дали ќе им се подобри начинот, ќе имаат помалку напади и така натаму? Значи, рековме ова метода за лекување на рефракторна епилепсија во Македонија, за жал досега пациентите се лекуваат само со лекови. Така. Со таблетарна терапија
зависно од тоа нели кој тип на епилепсија го имаат, така и се дава терапијата. Има посебна терапија за идиопатска, посебна терапија за симптоматска епилепсија. И секој пат почнуваме со еден лек и ако нема ефект понатаму бројот на лекови се зголемува. Во светот нели има и други методи на лекување, како што е хируршкото лекување на епилепсија, кога хируршки се отстранува фокус од месото од кај што почнуваат епилептични напади, меѓутоа таа метода се уште во Македонија не е достапна, така да во меѓувреме вагусната нервна стимулација е плюс ова таблетарна терапија што досега беше достапна, еден најнов метод на лекување на епилепсијата и нормално значи, по вградувањето на стимулаторот на нервус вагус, целта е, може понатаму ќе објасниме како тоа функционира, не може со вагусната нервна стимулација комплетно да се купираат нападите, пациентот да биде слободен од напади, меѓутоа, пошто ова метода, рековме, се користи веќе 20 години во светот, нормално со текот на време се усовршува и веќе имаме апарати за вагусна стимулација кои не се вградуваат подкожно, туку директно самиот пациент може да ги со апаратот да го стави над нервус вагус или да го стави на увото и на тој начин да се стимулира вагусниот нерв, значи има веќе и нехируршки стимулатори. Целта на ова стимулација е да се намали бројот на нападите. Ако пациентот рефракторна епилепсија, значи пациентот може да има и по неколку напади во еден ден. Тоа е огромен број на напади кои фактички пациентот се повредува при напади, делува на неговото здравје, бидејќи во тој момент престанува функцијата и на дишењето за време на тој тонусен грч. Значи целта е да се намали бројот на нападите, понатаму да се намали времетраењето. Ако еден напад трае, да кажем, од 5 до 10 минути, неговото траење да се намали на 2-3 минути, понатаму после секој напад има тоа пациентот е поспан, велиме терминален сон, и исто така целта е да се скрати време траењето на таа поспаност, пациентот што побрзо да се разбуди, фактички да се влие на сите елементи на фреквенцијата и должината на нападите да се скратат. Меѓутоа, една од придобивките на вагусната нервна стимулација е пациентот и постепено да се ослободи од некои лекови. Ако пациентот прима 3 лека, значи тоа е едно вистина оптоварување за организмот, тие лекови се метаболизираат, имаат меѓусебна интеракција. Целта е да се намали бројот на лекови, по можност пациентот да остане само на една таблета на еден лек. Колку време требаше нели после оваа интервенција овие тројца пациенти да како да кажам да почнат нормално да функционираат? Колку време беа во болнички услови? Што следеше после тоа? Значи методата е многу едноставна. Подкожно се става стимулаторот, тоа се става под клучната коска, се става самиот стимулатор и потоа со посебна електрода се врзува за нервус вагус. Затоа е потребно при самата интервенција да се работи под микроскоп, затоа што нели нервот вагус е тенок и треба да се пронајди, да се поврзе со стимулаторот. И после имплантацијата, значи кај тројца пациенти се направи и тие после неколку часа си отидоа дома. Значи амбулантски се прави методата, нема потреба од болничко лекување. Меѓутоа мора да кажеме дека водењето на овие апарати се прави надворешно преку посебни таблети кои се поврзани со стимулаторот и преку него нели може стимулаторот да се уклучи, да се исклучи, да се регулира фреквенцијата на стимулација. И овие пациенти кои се поставија, значи нивните апарати се уште не се вклучени, треба да помине период од прилика 2 недели да настане заздравување на ткивото и тогаш тие пациенти ќе појдат кај невролозите кои ќе ги следат понатаму да се уклучи стимулаторот. И така да тоа веројатно ќе биде во текот на следната недела, нели, да се уклучи стимулаторот и нормално со тек да почне стимулацијата и потоа еднаш месечно ќе се прави контрола на овие пациенти, контрола на стимулаторот кај секој пациент и методата значи ќе делува, меѓутоа сепак треба некој време, отприлика месец дена, додека нели се постигнат најдобрите ефекти од методата. Така. Дали овие пациенти кои што ќе направат нели ваков запад, значи вакво вградување на стимулатор, потоа повторно продолжуваат, како што кажавте, може да се намалат таблетите, меѓутоа дали кај некои пациенти може и скроз да се исфрли терапијата? Или тоа зависи, од што зависи тоа?
Тоа е се индивидуално. Индивидуално, така. Значи целта е дури скроз да се исклучи терапијата, меѓутоа кај епилепсијата мора многу внимателно терапијата, кај пациентот дали е на вагусна стимулација и без вагусна стимулација, значи бидејќи се работа за хронична болест, пациентите долго време го примат лекот и тука мора многу внимателно, значи постепено да се намалува дозите и постепено да се укине лекот, бидејќи нагло прекинување на еден лек може да провоцира епилептични напади. Меѓутоа тоа колегите што работат нели го знаат и значи сето тоа ќе оди постепено, бавно намалување. Нормално секој пат се оди кон тоа пациентот со најмала терапија, да со еден лек и тоа со најмалите дози на лек да има контрола на нападите. Се надеваме дека кај некој од овие пациенти тоа ќе се постигне. Драго ми е што некако кај нас се придвижуваат работите во здравството, иако споро, нели, меѓутоа сепак се придвижуваат. Сведоци сме, нели, уште минатата година беше извршена и првата трансплантација на срце, и ве сега и во неврологијата, неврохирургијата се случува еден нов момент каде што, нели, овие сите пациенти кои што имаат ваква потреба не ќе мораат да одат надвор. Ме интересира, се информирав, има негде околу 15.000 пациенти кои што се соочуваат со проблемот епилепсија. Како стојат работите, да ни објасните нешто, бидејќи нели вие сте дел од сето ова? Да. Значи се смета според нели преваленцијата и инциденцијата на епилепсија дека во Македонија има околу 15.000 пациенти со епилепсија. Нормално сите тие не се регистрирани на клиниката, меѓутоа 80 до 90% доаѓаат редовно на клиниката, бидејќи и самото припишување на терапија, некој од терапијата може да се припишува нели од другите невролози, меѓутоа некои од лековите одат со конзилијарно мислење и сепак нели клиника како терцијерно здравство води најголем број од овие пациенти. Мора да кажеме дека има пациенти кои со еден или два лека се добри и тие може и години да немат напади, така да тие пациенти ние не ги гледаме затоа што соматичните невролози се припишуваат терапија и сето тоа нели добро оди и секој пат кога пациентот е добар со една терапија не треба таа да се менува, нели некој пат пациентот доаѓа прашува излегол нов лек, дали треба јас тој лек да го примам, доколку со еден лек е тој добар, тука не треба ништо да се менува. Меѓутоа кај некои пациенти и покрај тоа нели што е на терапија, пак продолжуваат да се јавуваат епилептични напади, па ние го ставаме на втор, на помокни нели антиепилептици, па некој пат мора и на трет антиепилептик да се стави со цел да се направи нели регулација на нападите. Голем број од овие пациенти нормално доаѓаат на клиниката, кај голем број од нив при контролните прегледи се прави електроенцефалографија, се зема крв да се испита концентрацијата на лековите во крвта, бидејќи нели тука е најважно дали е лекот во тераписки концентрации и дали заради тоа што пациентот прима повеќе лекови да не е концентрацијата на некој лек зголемена над нивото, тоа е многу важно бидејќи во тој случај мора таблетарната терапија да се намали со цел нели да се избегнат токсични ефекти. Така. Кога говориме за процентот на оние кои што имаат потреба од вакво нешто во иднина, каков би бил во суштина оние кои што, например, рековте сега дека мал број, дека некои од нив само со една терапија со години немаат напади, меѓутоа каков е процентот на оние кои што имаат навистина зачестени напади и потреба од еден ваков зафат? Значи тој процент е навистина голем. Според некои статистики рефракторна епилепсија имат околу 20% од пациентите, значи тоа би било некаде од 15.000-3.000 пациенти, што е една импозантна бројка. На сите тие, се извинувам, би требало да им се направи ваков зафат на некој начин. Па да, меѓутоа сепак се прави нели голема селекција при овој напад. Значи пациентот не сме да има контраиндикации, треба да има симптоматска епилепсија, значи епилепсијата да е предизвикана од некој фактор да е симптом на болеста. Само симптоматска? Ако е, може да се направи? Може и кај идиопатската, меѓутоа идиопатската епилепсија е многу поретко рефракторна. Обично идиопатската таа епилепсија кај која не ја знаеме причината, значи ќе ги направиме сите испитувања, компјутерска томографија, магнетска резонанца, се е уредно, единствено електроенцефалографија може да најдеме епилептични избивања и обично идиопатската епилепсија многу добро реагира на терапија, иако во таа група нели има рефракторни епилепсии, меѓутоа помал број, но дека поголем број рефракторни епилепсии се во групата на симптоматски, каде епилепсијата симптом на
некоја болест. Меѓутоа, сепак тука, например, ако пациентот како последица на мозочен удар, на некоја повреда, има големо мозочно оштетување или има некои придружни коморбидитети, сепак тука не би се одлучиле за вагусна нервна стимулација. На тој начин бројот на пациентите постепено со таа селекција пациенти кои исполнуваат и не исполнуваат критериуми се намалува, али фактот дека има потреба од поголем број на пациенти да се лекуваат со оваа метода. Ние се Ќе направите ли напори во иднината, колку што може на нив да им се Значи, ние опремата спомна стимулаторите ги набавивме уште минатата година, односно влезе во буџетот за 2020 година за 5 пациенти, значи тројцата и уште двајца што ќе се стават. За жал во буџетот за 2021 не добивме таква ставка, бидејќи знаете 2021 дочекавме со ковид и целото све беше насочено кон тоа, лекувањето, дури клиниката за неврологија беше ковид центар, така да во буџетот за ова година ние немаме предвидено, меѓутоа ние се надевам, јас во набрзо ќе имам повторно средба со директорите на фондот за здравство, бидејќи сега има и ребаланси на буџет, така да добиеме дополнителни средства да може да набавиме опрема, бидејќи навистина многу едноставна методата, лесно се имплантира стимулаторот и навистина ефектот колку кошта и бенефитот од таа терапија е многу голем во полза на бенефитот, така да ќе направиме напор колку што може повеќе пациенти да се стават нова терапија. Како се чувствуваат оние кои што има ваков зафат? Имавте ли комуникација со нив? Ги прашавте ли нешто вака сами да кажат тие за постапката? Значи тоа не можам да кажам, бидејќи се случи коинциденција кога се саботата кога се вградија овие стимулатори, јас бев на службено патување. Пациентите после тоа се пуштија дома, меѓутоа се надевам дека во текот на следната недела кога ќе дојдат на контрола, ќе видиме тие. Кај вас на клиника треба да дојдат на контрола, добро? Значи контролите ќе бидат на клиника за неврологија, бидејќи целокупната опрема па и апаратите за следење на стимулаторите се собственост на клиниката за неврологија, така да се надевам ќе ги видам пациентите и при следната апликација ќе бидам присутен, бидејќи навистина јас сум стварно радосен што има така. Бидејќи како што кажав и на почетокот, вие сте тој кој што сте го иницирале сите. Сум радосен што успеавме таа метода да ја воведеме во Македонија и се надевам дека ќе ги видам пациентите, инаку стимулаторите не се уште уклучени, така да тек понатаму ќе видиме како ќе се надевам дека ќе биде се добро и драго ми и ви честитам што сте биле иницијатор на една ваква работа што за прв пат кај нас практично се изведе. Сега во продолжение би сакала малку информативно за нашите гледачи да кажеме и нешто за епилепсијата како проблем. Знам дека го зазема четвртото место најчесто кај невролошките заболувања. Па да ни кажете што представува всушност епилепсијата, каков проблем, какво заболување? Значи, кога ќе се спомне зборот епилепсија и на фамилијата или на пациентот ќе каже дека боледува од епилепсија, некако тоа звучи многу мистично, многу лошо, дека некој пациент има епилепсија, ако знаеме во историјата и многу познати личности имале епилепсија, па функционирале, воделе војски, големи научни достигнувања постигнале. Меѓутоа, значи тоа е болест хронична која се одликува со епилептични нападни, односно епилептичен напад значи напад на губиток на свест. Тоа е првиот и единствен симптом, нападот? Значи, ако пациент, за да има епилепсија, мора да има напади. Ако нема напади, не може да има епилепсија. Значи, се одликува со епилептични напади, меѓутоа, еден епилептичен напад не значи епилепсија, како што една ласта не чини пролече. Така да кога пациентот ќе добие епилептичен напад, ние не може да кажеме дека тој со сигурност, тоа може да било причина, да кажеме, во летно време на хипертермија, изложеност на висока температура може да направи оток на мозокот и пациентот да добие епилептичен напад и тоа никој пат повеќе да не се повтори во животот, тоа е еден симптоматски епилептичен напад. Меѓутоа, кога пациентот ќе добие еден напад, нормално ние ќе ги направиме сите испитувања и ќе видиме дали пациент тоа е симптом на некоја друга состојба, дали е морфолошка или некои метаболни состојби исто се јавуваат епилептични напади. Ќе ги направиме сите испитувања, меѓутоа не почнуваме веднаш со терапија, затоа што пациентот може ќе добие втор напад после 10 години, да кажем. Меѓутоа, ако
пациентот за кратко време добие втори епилептичен напад или, например, се случи пациентот прв пат во еден ден добива 3 епилептични напади. Го носат во болница, во тој случај веднаш почнуваме со терапија и многу една ретка состојба, таа е најлошата, една од најургентните состојби во неврологијата статус епилептикус, кога пациентот добива напади еден после друг без да се разбуди. Значи, тоа е многу ургентна состојба и овие пациенти многу често завршуваат на интензивна нега. Во тој случај веќе нема дилема, веднаш се почнува со терапија. Меѓутоа, кај повеќето пациенти, нели, се чека да пациентот да видиме дали ќе добие втор напад и веќе тогаш, нели, се поставува на терапија. И сега има различни видови на епилепсија, различни видови на епилептични синдроми и напади. Најчести се генерализираните епилептични напади, така наречени големи гранд мал напади, кои се навистина и вака изгледаат страшно кога пациентот, нели, најнаш ќе изгуби свест, брутално ќе падне, ќе тресне, ќе се повреди и после тој пат и губиток на свест следат прво една тонична фаза, грчна целокупната мускулатура, а потоа следи клоничната фаза кога имаме тресење на целокупната мускулатура и фактички телото се изива како опистоклонус, нели? При тоа пациентот престанува да диша, затоа помодрува, се јавува пена на устата, може да си го гризне јазикот, па пената станува крвава, се помокрува, нели, со сите тие елементи. Тоа трае 4-5 минути и навистина многу луѓето мислат готово пациентот отиде, нели? Многу драматично нешто. Да, многу драматично изгледа, меѓутоа после нападот сам престанува. Значи за време на напад не треба ништо да се прави, освен ако може пациентот да се сврти на страна, нели, за пената да не отиде во дишните патишта, иначе отварање на уста, било какви манипулации може да доведе до повредување на тој што сака да му помогне, само да се сврти на страна и нападот сам ќе престане и после извесно време пациентот сам ќе се разбуди. Тие се најдраматични големи напади, меѓутоа има и други, така речени абсанси, мали напади, кои се најчесто јавуваат кај деца. Тие немат комплетен губиток на свеста, например, детето во секојдневната активност, например, пишува и најнаш ќе застане како замислен неколку секунди и после тоа ќе продолжи со веќе постоечката активност и бидејќи тој има губиток на свест, детето не ни знае дека умеѓувреме нешто се случило. Тоа обично родителите го приметуваат, па ги носат, нели, на преглед и така според ЕЕГ тоа има карактеристични промени, се утврдува дека има епилепсија, има парцијални, значи некомплетни напади, например може се јави тресење само на едната рака или пациентот да има како нистагмус, вртење на очите, извртување на главата, меѓутоа ги викаме парцијални, значи делимични напади, тие не се со комплетен губиток на свест, туку се само со одредени моторни или сензорни феномени и секој пат кога има парцијални напади, тие се знак дека се работи за симптоматска епилепсија. Односно кажуваат, самиот напад укажува од кое место во мозокот е фокусот, оштетувањето и така цилено се насочуваат испитувањата. Доктор Барлов, кои се причините за појавата на епилепсија? Еве споминавте и кај деца дека се јавува. Претпоставам дека во секоја возраст може да се јави. Кои се причините, се знаели? Значи, точните причини за симптоматските епилепсии се знае, кога епилепсијата е симптом. Значи, епилепсија може да се јави и кај новороденче, веднаш по раѓањето, некои метаболни состојби или, да кажеме, интракранијална при пороѓање, повреда, крварење во мозокот, некои наследни метаболни болести, синдроми, има такви епилепсии кои се јавуваат само кај децата, тие се Вестов синдром или Нокс-Гастов синдромот, кои се јават само кај деца и за многу тешки форми на епилепсија. Понатаму имаме епилепсични синдроми што се јават во возраста, па кај деменциите, кај стари луѓе, да кажеме, кај Алцхајмеровата, исто така атрофијата на мозочниот кортекс, бидејќи епилептоген е кортексот фактички, кората на мозокот, така да и пациентите со деменција може да имат епилептични напади. Значи може од самото раѓање до најдлабока возраст да се јават епилептични напади и сега кога се тие симптоматски, кога е причината, се знае. Меѓутоа кај идиопатската епилепсија се уште не се знае која е причината. Може да кај некои типови на епилепсии има генетска, да кажеме, предиспозиција, не е наследна болест, меѓутоа кај одредени фамилии има предиспозиција да на помали
да кажеме, стимулуси, пациентите реагираат со епилептични напади. Така да тука има уште многу да се истражува и да се испитува. Ме интересиравте да ги спомнавте најмалите бебињата, нели, дека е можно да имаат епилептични напади. Ако веќе се утврди дека, нели, имаат, што понатаму, дали останува да го имаат тоа во текот на животот или може да се изгуби? Значи, тоа исто зависи од типот на епилепсија, што е причината. Знаете, многу често после раѓање, разни повреди, разни метаболни болести, ја доведе до состојбата на церебрална парализа, детска церебрална парализа, кога има оштетување на мозокот и обично овие деца се со успорен психомоторен развој, меѓутоа имат и епилепсија и ова епилепсија обично ќе биде доживотна, значи доживотно ќе примаат терапии. Иначе некои други состојби кои се транзиторни може да поминат и понатаму детето да не добива веќе епилептични напади и да се развива во најнормална особа. Исто тука се кај деца многу чести фебрилните конвулзии, грчеви кои ги добиваат при температура. И тука е многу важно, тоа педијатрите го работат, значи мора да се расчисти дали е во прашање фебрилна конвулзија или детето има епилепсија, па само при фебрилност тоа се манифестирало, бидејќи фебрилните конвулзии се знае до 6-7 години, после тоа детето веќе не добива, меѓутоа ако е права епилепсија, таа ќе продолжи и во понатамошна возраст и не треба тука терапија да се прекинува. А може да се јави, например, и во 20-тите, во 30-тите години, нема никое правило? Значи, таа идиопатска епилепсија што ја спомнавме, таа се јава во младата возраст, обично пикото е меѓу 15 и 25 години. Кај млади луѓе се јава идиопатската епилепсија, меѓутоа за среќа таа многу добро реагира на терапија. Има многу пациенти кои примаат терапија, нормално функционираат, нормално живеат и никој не знае дека имаат епилепсија. Така. Како оди диагностиката? Спомнавте магнетна резонанца. Така се утврдува само со тој метод, практично дека навистина станува збор за тоа? Диагностичка метода за епилепсија е електроенцефалографијата. Електроенцефалографијата. Значи, како и кај сите болести, најважна е анамнезата. Значи, да се земе детална анамнеза, бидејќи пациентот додека има епилептичен напад, тој е во безсознание, тој не знае, не може да го опише нападот. Затоа тука е важна хетероанамнезата, лицето кое го видело пациентот, го видел нападот, обично се тоа членови на фамилијата, бидејќи многу од епилепсите еден од провоцирачките фактори е циклусот будно сон, односно најмногу тие напади добиваат во спиење и сабале после будење, затоа членови на фамилијата се сведоци на тие епилептични напади. Според описот на нападот ние ќе видиме дали се работи за абсанс, за генерализиран напад, за парцијален напад и после тоа прво што треба се направи е електроенцефалографија, која најчесто може да покаже вакви епилептични избивања, иако во медицината не е све 100% да кажеме. Додека анатомоморфолошките методи, како што се компјутеризирана томографија и магнетска резонанца, ни служат да видиме дали се работи за симптоматска епилепсија, односно со нив да откриеме тогаш го одредувате типот на епилепсија. Дали има пациентот некое жариште, може да има многу често кај повозрастни пациенти кои ќе направиме добил епилептичен напад, ќе направиме компјутерска томографија, пациентот има тумор на мозок. Тоа велиме кога прв пат ќе добие повозрастен пациент. Добро. Значи, со тие методи само гледаме ако е све уредно, значи е идиопатска епилепсија, ако има наод на компјутерска или томографија или магнетска резонанца, тогаш фактички лекувањето на епилепсијата треба да се насочи кон лекување на факторот кој ја предизвикал епилепсијата. Например, ако е тумор да се оперира, ако е зголемен интракраниален притисок да се постави валвула пуденс, нели да се намали интракраниалниот притисок и сите методи што може да се искористат за да се причинителот фактички, ако е некоја метаболна болест, да се лекува основната болест. Дали е наследна, спомнавте нешто околу тоа, дали мора, например, ако еден од родителите има епилепсија, може и кај децата да се случи да во текот на животот пројава? Значи, епилепсијата не е како некои други наследни хередитарни болести кои се знае, се наследуваат автозомно доминантно, автозомно рецесивно врзано за X хромозом. Значи, нема типично наследување,
Меѓутоа има некои форми на епилепсија, како што е јувенилната миоклонична епилепсија, да кажеме, која се јавува кај одредени фамилии. Се смета дека кај фактички кај тие фамилии прагот за електрично избивање кој е причинител за епилепсични напади е понизок и затоа при разни надворешни стимулуси, да кажеме силни звуци, го спомнавме циклусот будно спиење, например при заспивање на пациентот во сон, кај некои луѓе може, значи овој праг е намален и може полесно се предизвикат епилепчни напади. Меѓутоа, ако се постави прашање дали е наследна болест, ќе кажеме дека не е наследна болест. Не, значи не мора ако родителот има епилепсија да имаат и децата. Да, меѓутоа, секогаш причините кога се бараат, се прашува дали во семејството има некој. Тоа за сите болести е така. За сите болести е така. Значи, да разграничиме, постојат два вида, симптоматска и идиопатска. Симптоматската таа која што се уште од мала возраст, така? Симптоматската во секоја најмало до ако има некој тригер фактор што ја активира. А додека идиопатската е нешто што кај младите меѓу 15 и 25 години најчесто се јавува. Причините беа ако имаат некој Причините се непознати. Затоа идиопатски значи непознато. Не знаеме што е причината за епилепсија. Како оди третманот на едната, како на другата, со истите лекови или тука разликата постои? Значи постои разлика во третманот, бидејќи користиме таблетарна терапија, има посебни лекови за идиопатската, има посебни лекови за симптоматската, тоа посебно под наводници, затоа што сите тие се фактички антиепилептици. Мора да кажеме дека лек што ќе ја излечи епилепсијата за сега не постои. Сите овие лекови што ги имаме фактички се за купирање на напади, намалување на напади, бројот на напади, така да значи, тие се сите антиепилептици, меѓутоа некои, како што е валпроатот, да кажеме, е поефективен кај идиопатската епилепсија, додека карбамазепинот, тегретолот е поефикасен кај симптоматската и, например, кај симптоматска секој пат ќе почнеме со тегретола, кај идиопатската ќе почнеме со валпроат депакин. Сега, доктор Барбов, бидејќи на почеток спомнавме стимулација на нервот вагус. Сега, што е тука улогата на нервот вагус? Оние кои што можеби учеле анатомија и така натаму, знаат, меѓутоа ајде да објасниме за нешто веќе што представува нервот вагус, каква улога има тој во нашето тело? Значи, јас кога пред 20 години прв пат прочитав дека стимулација на вагусниот нерв може да се користи како метода за лекување на епилепсија, не ми беше јасно како е тоа, затоа што да кажеме, вагусниот нерв не е вклучен во, како да кажем, во елементите на епилептогенеза. Сите напади потекнуваат од мозочниот кортекс, значи обвивката на мозокот, додека нервус вагус, тој е 9-тиот мозочен нерв, излегува од продолжениот мозок. И тој дел што ги сврзува големиот мозок и рбетниот и излегува од краниумот и он тој има рековте некаде тука се наоѓа. Има, значи вагус има три дела, има моторен, сензитивен и вегетативен дел. Моторниот и сензитивниот дел се за инервација на грлото, на ждрелото, на устата, додека вегетативниот дел продолжува од вратот надолу и за вегетативна инервација на срцето, на белите дробови, на цревата. Тоа е значи има парасимпатичко дејство, да кажеме, симпатикусот го убрзува работата на срцето, а парасимпатикусот ја намалува. Парасимпатикусот, односно вагус, ја зголема перисталтиката, симпатикусот ја намалува. И така да сите тие лекови за фреквенција за срце, за спазам, се фактички насочени кон тоа. Сега, вагусниот нерв, бидејќи има парасимпатичко дејство, меѓутоа тој, неговиот дел во продолжениот мозок има конекции со кортексот. Сите кранијални нерви се инервирани фактички од кортексот, да кажеме фацијалниот нерв за лицето, седмиот исто така има кортикална инервација и на тој начин ние правиме гримаси, движење на лицето, затоа што тоа свесно го правиме. Така да и нервус вагус има кортикални конекции и со неговата стимулација фактички тие импулси, таа електрична активност се пренесува во кортексот и делува инхибиторно, затоа што кај епилепсијата имаме зголемена електрична активност на кортексот, имаме фокус кој цело време, да кажеме, тлее и во еден момент ќе букне и ќе направи електрична активност во целиот мозок и така ќе се манифестира епилептичниот напад. Еден од механизмот на вагусната нервна стимулација, значи преку електричната активност да се намали електрицитетот на кортексот, а другиот е со стимулација во кортексот се ослободуваат неуромедиатори.
еден од нив е гама-аминобутената киселина која има инхибиторно дејство во мозокот, односно ги намалува електричните импулси и на тој начин, нели, намалувајќи ги електричните импулси, поволно влија на епилептогенезата, односно намалување на фреквенцијата на овие избивање во мозокот. Така, затоа сакав ова да го појасниме, да знаеме зашто е тоа важно да се стимулира. Секој би рекол вагус нема врска со епилепсија, меѓутоа се е поврзано, така да се наоѓа начин, нели, и на ова метода е фактички правена за друга цел. Вагус се испитувал, нели, дали преку него може да се делува на срцевата активност, да се лекува перисталтиката, плуќата, значи целата вегетативна стимулација на градниот кош и на стомахот, па дури и до, да кажеме, до инервацијата на репродуктивните органи, на бешика, на ректум, значи тука све е симпатичка и парасимпатичка инервација. Тоа се испитувало со таа цел да се види дали со стимулација нервус вагус може да се лекуваат овие заболувања. Меѓутоа, при тоа, нели, се правеле електроенцефалографски испитувања и се видело дека вагусната нервна стимулација фактички го подобрува електроенцефалограмот кај испитуваните пациенти кои во исто време имале епилепсија. Така. Доктор Барбов, мене ми е драго што денес еве бевте гостин во ваш термин и што сите овие информации ги дадовме. Уште еднаш ви честитам за сето она што еве сте биле иницијатори што се исполни кај нас, веќе, нели, овие сите пациенти кои што имаат ваква потреба да не одат надвор од нашата земја и уште еднаш да потенцираме сите оние кои што не следат, ако забележат некој ваков напад кај некој нивен близок, веднаш да се обратат кај вас на клиниката за неврологија или за понатамошно исследување на проблемот со кој што се соочува. Ви благодарам многу, ви посакувам уште многу успеси, па се надам во некое следно издание ќе дојдете пак да поразговараме за сето на како се чувствуваат оние пациенти кои што, нели, еве сега е во тек процедурата кај нив. Тоа е многу важно кај овие пациенти, нели, дали лекувањето има успех. Тоа е најважно, нели, во следниот период кој ќе следува да се направи евалуација на пациентите. Се надевам дека повторно ќе се видиме да информираме како стојат работите. Ви благодарам уште еднаш за одвоеното време да присуствувате денес во ваш термин и се надевам на следна среда. Ви благодарам и на вас и се најдобро. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вашето внимание. Вие останете понатаму да ја следите нашата програма. Имајте добро здравје, убав остаток од денот и чувајте се.